Вечерва во Агенда 35 зборуваме за туризмот. Колку е Македонија подготвена во пресред на новата летна сезона, но и дали има државата воопшто стратегија за развој на туристичките центри, на туристичките капацитети. Разговараме со релевантни соговорници на оваа тема. Останете со нас. Туристичкиот сектор, кој што беше еден од најпогодените во ковид пандемијата, полека излегува од криза. Посебно со олабавување на рестриктивните мерки за влез во државите кои се посакувани туристички дестинации. Земјите од регионот целосно се отворија за патувања и на туристите за влез во овие држави повеќе не им се потребни ковид сертификати за примена вакцина, прележаност или тест. Но ова не е случај со голем дел од европските држави, кај кои секоја земја има свои посебни правила за влез, посебно за граѓаните од трети земји во кои е и Македонија. Предвидувањата за туристичкиот сектор велат дека состојбите во оваа економска гранка целосно би се стабилизирале во 2024 година, но закрепнувањето ќе се одвива споро. Според податоците од Централниот регистар, сите туристички агенции лани имале вкупни приходи од 78,7 милиони евра, што е двојно повеќе отколку во 2020 година, или зголемување од 116%. Конкретно, за домашниот туризам пак, објектите за сместување во кои спаѓаат хотели, одморалишта и слично, лани инкасирале 77,8 милиони евра приходи, што е за 46% повеќе отколку во 2020 година, а трошоците им биле за 4,4 милиони евра поголеми од приходите, што значи толкава им е загубата за лани. Благица Бутиковска од туристичката агенција Урора вели дека со нормализирање на состојбата во туристичкиот сектор, туристите полесно патуваат. Во понудата се враќаат Тунис, Египет, Турција, а Шпанија, која е барана европска дестинација за македонските граѓани, се уште има рестриктивни услови за влез. Голем број од државите скоро ги укинаа сите мерки, но пак нели има некои од мерките што се останати за влез во државата, потребен е ПСР тест или брз антигенски тест. Секако може да се патува и со 2 дози на вакцина, но покомплицирани се моментално европските држави, како што нели пример за нас важат некои потешки правила, значи може да се патува со 2 дози примена вакцина доколку нема поминато повеќе од 9 месеци. Ако е тоа така, се бара трета бустер доза. Во некои од државите не е дозволено, за жал, се уште се патува само со ПСР тест, но се надеваме во скоро време дека и тоа нели ќе се ослободи. Што се однесува на нашите актуелни понуди, секако е лесно, нели веќе на тоа се навикнавме, брз антигенски тест да не е постар од 48 часа и слободно може да се патува. Туристичкиот сектор очекува добра сезона, бројката на резервации е зголемена за разлика од изминатите 2 години, а врз подобрување на состојбите влија избогатувањето на понудите. Во изминатите 2 години, како што кажав, имавме многу нови предизвици, значи луѓето беа исплашени од пандемијата, секако, значи тоа беше нешто ново за целиот свет што се случуваше. Имаше голем број од луѓето кои што ги откажаа своите аранжмани за 2020. Ние за среќа реализиравме дел од аранжманите, но тоа не беше во толку голема бројка. Сепак луѓето што сакаат да патуваат, нели патувањето е како една храна за духот, не се откажа, имавме добра бројка на патници кои што го изреализираа своето патување во 2020, но секако сега веќе луѓето се навикнати, сакаат да патуваат, секако дека постепено се зголемува бројката и на побарувачка, нели и на патувања. Работата на хотелиерите, која за време на ковид пандемијата се промени, со цел запазување на ковид мерките за заштита на здравјето на туристите, полека се нормализира. Во целост се враќа хотелската понуда која беше подложна на рестрикции поради наметнатите услови. Може да се каже дека после пандемијата почнавме од нула повторно.
Дестинациите, хотелиерите на различните дестинации што ги работиме, нели се враќаат во нормала. Има и тие потешки правила за работење и за нив беше доста голем предизвик да се работи во такви нели услови непознати за нас за време на пандемија, но сега скоро се е вратено во нормала, освен условите за влез во одредена држава. Далечните дестинации, пример еве да ги издвоиме Малдиви, Куба, тие се сосема, значи со укинати мерки. Слободен влез, не бараат ни вакцина, не бараат ни PCR тест, значи таму може слободно да се патува. Хотелите исто се вратија по тој стандарден all-inclusive концепт, каде што нели гостите можат слободно во хотелот да се движат без маски, без различни рестрикции, без добро има нели по плажите сепак не смее да се ствара толку голема гужва, но тоа постепено се олабавува. Значи може да се каже дека до некој степен е вратено се во нормала, но останува да видиме. Она што се очекува е и враќањето на старите навики на туристите за групни патувања. Изминатите 2 години, голем дел од нив барале индивидуални аранжмани, посебно за подалечните дестинации. Некои од луѓето што беа исплашени да патуваат во група, можда му беше подобро нели да патуваат индивидуално, но како и да е, и да се патува во група, секогаш беа почитувани мерките, нели, држење дистанца, носење маски, кои што уште важат тие правила во авион, на пример, колку и да трае летот, патниците во авион мора да носат маска. Да не се ствара гужва, немаше некои посебни барања од страна на клиентите, но имаше добар дел од патниците кои што преферираа да патуваат сами за време на пандемија, значи да не се мешаат со многу луѓе. Како и за останатите економски гранки, оно што денес е предизвик за туристичкиот сектор е влијанието на војната во Украина. Последиците најмногу се чувствуваат поради поскапувањето на нафтата. Годинава не се очекува ниту присуство на руските и украинските туристи, кои се традиционални гости во Египет и Турција, како и земјите од регионот. Дел од авионските карти се покачени, но пробуваме тоа да го прилагодиме на најдобар начин за нашите патници, да нема некои огромни поскапувања. Но сепак тоа е што е, не можеме ништо против тоа. Сепак ќе има добра сезона, значи нема да има како во 2020, нели што имаше толку голем пат на патувањата. Според Бутикоска, една од подобрите страни на ковид пандемијата беше што домашните туристи имаа поголема можност да ги запознаат убавините на државата и да ги посетат сите оние места кои се атрактивни и има што да понудат. Една од подобрите страни на пандемијата беше нели што успеавме сите ние тука да си ја запознаеме нашата држава, да ги посетиме убавите дестинации тука во Македонија. Секако морам да го спомнам и ресортот во Берово, кој што е доста популарен, така да за еден викенд одмор беше посебно во 2020, нели кога не можеше да се патува во странство, нашите хотели тука беа полни и ги гледавме убавините на нашата држава. Во однос на посетата на странските туристи во Македонија, ќе треба време да се вратат гостите кои ја посетуваат државата пред пандемијата, како што се туристите од Полска и Холандија. За оваа година, голем дел од нив ги откажале патувањата, а скромни најави има за 2023 година. Вистински предизвик за туристичките работници останува враќањето на традиционалните гости и задржување на конкурентноста во однос на другите дестинации. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, во првите 2 месеци од годината, бројот на туристите е зголемен за 34,7% во однос на лани. Кај домашните туристи има зголемување за 13,3%, а кај странските зголемувањето е за 66,2%. Заживување на туризмот и пораст на бројот на странски туристи. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот годинава очекува реализација на околу 2,6 милиони ноќевања и девизен прилив од $400 милиони. Проценките ги базира на договорените туристички ангажмани, но и на новите договори со големи туроператори од Европа. За актуелните состојби во туризмот, пост-ковид и во сенка на руско-украинскиот воен конфликт, разговаравме со Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Некаде во 2020 година изјавив дека кризата секогаш се пишува со 2 знаци кога е кинеската азбука во прашање. Едниот е како можност, едниот е како криза. Како ќе ја третираме и како ќе успееме да менеджираме, зависат резултатите во 2021 и 2022. Големи предизвици за 2022 година кога е туристичкиот сектор во прашање, бидејќи всушност едно од најважните нешта тоа е стабилност и сигурноста на дестинацијата е нарушена на европско тло.
Всушност, закрепнувањето од ковид пандемијата ќе биде и во европските рамки најспоро. Зошто? Затоа што и го имаме конфликтот во Украина. Се надевам дека многу брзо ќе се изменаџира и ќе престане, бидејќи војната не е решение за ништо. И ќе можат луѓето повторно да патуваат. Но ако говориме за македонскиот пазар и за туризмот во Македонија и каков ефект има врз него, ние гајавме многу големи можности и надежи, бидејќи една од стратегиите за 2022 година беа првите чартери од Руската Федерација и од Украина, бидејќи воспоставивме линии во 2020 и 2021 година, но изложеноста на тој пазар е од 1,5 до 2%. Ние можеме да надокнадиме со другите пазари. 2021 година покажавме дека можеме, дека знаеме, дека сме подготвени, бидејќи кога се застана, туризмот продолжи да работи, продолжи во позадината, продолжи да се надева и да се труди да почне повторно да профункционира. Ги создадовме зелените зони, создадовме координативни тела, работевме заедно и успесите се тука. Пети во светот, порасна туристи во 2021 година. Ако ги гледаме првите 3 месеци, растот е неколку околу 30 до 40%, што е очекувано од странските туристи, но исто така го задржавме и оној момент на раст на домашниот пазар. Всушност, 2022 година со олабавување на мерките, луѓето се повеќе и повеќе сакаат да патуваат. Според анкетите на одредени институти за туризам во Европа, од анкетирани 4 европејци 3 сакаат да патуваат во 2022 година. Сега всушност цената не е најважниот момент. Всушност мотивот е и дестинацијата, но и она што е едно од најбитно, сигурноста на дестинацијата. Така, како ги оценувате потенцијалите за 2022, поточно за летната сезона, која што е клучна сезона во македонскиот туризам? Веќе во средината на месец мај најавени се првите летови од ТУИ Холандија. Вчера ги завршивме преговорите со ТУИ UK, за прв пат ја сервисираат Македонија од некаде половината на јуни со еден чартер неделно, со закупување на седишта во Визер на Лутон Охрид, и тоа е многу добро затоа што имаат препознаене како активна дестинација која што се уште не е откриена и дестинација која што е тражена во Обединетото кралство, но кога говориме за другите дестинации, ние веќе почнувавме да се отвараме се повеќе и повеќе. Стартувана е кампањата за 2022 во 6 земји со скромен буџет, но доволно таргетирана. Исто така ја зголемуваме и го зголемуваме и портфолиото на дестинации од кои што ќе ни допатуваат оваа година туристи. Поголем број од Полска, се надевам од регионот, секако од нашите традиционални пазари, тука се и чартер летовите од Турција, како што кажав, од Полска, од Холандија, од UK и уште од неколку дестинации. Очекувам дека 2022 година ќе надминеме бројката од 2,5, 2,6 милиони ноќевања и секако четворката ќе биде напред во девизниот прилив. Ковид пандемијата ги извади на виделина бројните економски проблеми и предизвици со кои што се соочува туристичкиот сектор, а сега како резултат на кризата во Украина и Русија имаме дополнително и економска криза. Споменавте, очекуваме туристи, но кои се проблемите со кои што се соочуваат понудувачите на туристички услуги во нашата земја, кои се нивните барања и дали во овој дел државата ќе излезе во пресрет? Тие проблеми се тековни или се години наназад, но биле потиснувани со добрите резултати. Ние говоревме и пред 2, пред 3, пред 4 и повеќе години туристичкиот сектор алармираше во сегментот на човечките ресурси, дополнителните обуки, потребата од нов кадар, менаџери, менаџирање на дестинациите и се она што се вика па на крајот на криштата и рамнодушноста наша кога екологијата е во прашање. Се тоа дава една целина на туристичката дестинација. Всушност, се она што ќе биде потребно низ годините да го градиме, го покаже и самата пандемија, но го издигна се повеќе и повеќе на површината. Токму и сегментот на стратешкото планирање, бидејќи Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот генерално оперативно планира, бидејќи планира на годишно ниво и на 3-годишно ниво и се надева дека во многу брзо време ќе имаме и долгорочната стратегија во туристичкиот сектор, која што ќе покаже што кој треба да работи, каде треба да вложуваме и какви е сегментот на инвестиции кои што треба да ги привлечеме во туризмот. Всушност, секоја дестинација треба да биде доволно одржлива и би рекол, ако сакаме да развиваме Преспа, а знаеме дека имаме 850 кревети, а во текот на денот имаме 5 или 10.000 туристи, тие туристи само ќе оптеретат дестинацијата. Треба паметно да вложуваме и треба да ги развиваме тие форми на
туристичка понуда и атракции од кои што понатаму ќе можеме дополнително да профитираме. Дека практично веќе начнавте што е тоа што треба да развиваме. Низ годините наназад гледаме различни мерки, слушаме за различни мерки, меѓутоа се чини барем впечатокот во јавноста е дека нема некоја заокружена стратегија долгорочна каков туризам треба да понуди и да развива нашата земја. Имаме ли стратегија? Спомнавте дека се прави. Имаме ли стратегија каков туризам развиваме? Всушност, ако гледаме на понудените мерки и побараните од страна на коморите, секогаш јас велам дека тие треба да бидат подкрепени со аргументи, но и со одредени ефекти кои што треба да ги донесат. Ние можеме да донесеме било какви мерки, но ако не ги измериме нивните ефекти, тогаш залудно сме ги донеле. Ние низ изминатите години донесовме одредени ефекти, одредени олеснувања од данок, одредени стимулации, одредени субвенции, но тие треба да се следат и тие треба токму да се гледа каде треба да се подобрат и како низ годините треба да флуктуираат, бидејќи туристичкиот сектор е жива материја. Всушност, истиот влијае на повеќе од 20 економски гранки и би кажал дека тој представува веќе области. Всушност, туризмот беше и најпогодената гранка во пандемијата, но и гранка која што многу брзо закрепнува. Всушност, 2023 година треба да ги надминеме резултатите од 2019 година, кога се во прашање девизниот прилив. Може би 2022 ќе се случи тоа, но велиме, тоа не научи, пандемијата не научи да не одиме со квантитет, туку да одиме со квалитет и на понуда, и на атракции, но и на гости кои што ќе ги задоволиме нивните потреби. Всушност, се повеќе и повеќе треба да креираме производи според побарувањата на самиот пазар. Ако велиме дека се уште за поголем дел од Европа сме неоткриена туристичка дестинација, всушност сите луѓе сакат да патуваат 2022 година и годините кои што доаѓаат во дестинации кои што се сигурни, дестинации кои што изобилуваат со здрава храна. Ние токму тоа треба и да понудиме. Всушност, Македонија може би последната неоткриена дестинација во Европа. Токму тоа и го промовираме. Тоа и се обраќаме на тие генерации во кои што очекуваме низ наредните 2 до 3 години да ги дадат максималните ефекти, да бидат мотивирани да ни истражат. Па би кажал дека руралниот туризам, екотуризмот, а алтернативните форми на туризам се потребни за развивање. Но се треба да се развиваме и на уште еден поразличен начин, а тоа е со вложување во руралните средини, со едукација на локалното население, бидејќи тоа е една од основните работи кои што треба да ги работиме во наредните неколку години. Токму и тоа треба да го донесе стратегијата. Што, каде, колку и зошто. Всушност, истата треба да биде необилна, треба да биде полна со акцијски и мастер планови, а всушност кој што треба да работи, како треба да работи и како да ги мериме ефектите од истата. Велите што треба да развиваме, што е она што во моментов и годините наназад го бараат странските туристи кога доаѓаат во Македонија? Ако 2019 година ја земеме како последна релевантна година во туристичкиот сектор, година на која што можеме многу да анализираме, од која што можеме многу да примениме во 2022 година, всушност е следниот сегмент. Ние во 2020 години многу помалце паднавме од колку Европа, бидејќи Европа беше околу 70%, а ние бевме нешто минус 55. Тогаш кажав дека борбата ќе биде 2020 и 2021 да го намалуваме минусот, да го намалуваме падот во туризмот, сега треба да биде обратно, да го зголемуваме плюсот. Всушност и 2022 година треба да го направиме токму тоа. Добра промоција, таргетирана промоција, бидејќи 51% од вкупниот број на странски туристи кои што не посетиле во 2019 година биле регионални. Ако велиме дека регионот 50% од туристите биле присутни токму овде, тоа и го направивме. 2021 година првиот пазар токму туристи кои што не посетија беа српските туристи. Се надам дека оваа година исто така ќе го продолжиме растот не само на тие туристи, него одредени други дестинации и пораката која што ја прати туи Холандија во 2021 година, која што беше единствен меѓународен туроператор кој што ја сервисираше токму Македонија со повеќе чартер летови вроди со плод, бидејќи 2022 година веќе е стартувана сезоната. Велиме дека и за првомајските и за велигденските празници покажавме што можеме во Охрид, во Скопје. Се повеќе имаме кружни патувања и очекувам добра туристичка 2022 година. Што во овој контекст прави директно агенцијата, односно какви мерки аплицира за поддршка на туризмот, со колкав буџет располагате и што понатаму? Би кажал, буџетот ни е скромен, но многу пати велам дека имаме многу предизвици. Можеме да алоцираме средства од други фондови и тоа го правиме. Повеќе работиме со ИПА и ограничената соработка и сега имаме многу добар проект заедно со Грција. Дополнително ќе аплицираме и со Србија и со Косово, бидејќи истите повици се отворени во овој момент
и се надевам дека заеднички ќе генерираме дополнителни средства за промоција и за поддршка. Говорам дека во овие две ставки многу вложуваме. Од 10 мај е веќе почната стартувана кампањата во 6 земји, во најпрестижните портали, туристички секако и во одредени други портали. Се таа ќе трае 2 месеци. Тој е првиот сегмент, веќе со ребалансот дополнително ќе бараме одредени средства, бидејќи буџетот ни е реализиран со 60-70%, се надеваме дека ќе ги добиеме, бидејќи имаме доволно аргументи за тоа, имаме доволен плюс за да го побараме. Ние не се откажуваме, не се откажува туристичкиот сектор. Треба да ги засукаме ракавите и да работиме ката дневно. Всушност тоа и е нашата мисија. Јас многу пати сум кажал дека можеме ние да имаме илјадници изговори, но ајде да почнеме обратно, да почнеме да работиме. А тогаш предизвиците ќе им погледнеме на очите и секако заеднички можеме многу повеќе. За развој на туризмот секако неопходна е соработка и на локално ниво, таму каде што туристите всушност се движат. Колку вие како агенција и каква соработка имате со градоначалниците кои што имаат важна улога во процесот? Во последните 2 месеци посветив негде повеќе од 30 на општини. Разговорав со локалниот економски развој, леровите, потоа со градоначалниците, на полето на кои што можеме да работиме. Во голем број на општини фокусот е и туризмот. Всушност тоа што треба да го градиме во годините кои што се пред нас, агенцијата секако е отворена за соработка и секогаш соработува и на најниско ниво. Се надам дека многу брзо, веќе по извештаите на Државниот завод за ревизија за успешноста на мерките и работењето на агенцијата за туризам, препораките да станеме национална туристичка организација. Со постанување на национална туристичка организација всушност и ќе зголемиме нашата ингеренција, но и дополнително треба да го регулираме пазарот со туристичка инспекција, туристичка полиција, практика од сите земји во регионот и во Европа. Се надевам дека за многу брзо време ќе имаме и дополнувања со што во Законот за туристичка дејност и внесеме destination management организациите, ќе поделиме нашата земја на неколку дестинации за подобро на локално ниво да се менаџира и всушност на таков начин сите стейкхолдери ќе можат да влезат во телат, заеднички да ги градиме стратегиите, заеднички да настапуваме на пазарот, заеднички да знаеме што е она што е потребно на туристот, заеднички да знаеме всушност што е тоа што ги мотивира да дојдат и токму таму би кажал пиарски да нападнеме. Агенцијата е отворена. Годината веќе стартуваше, веќе се подготвуваме за 2023 година. Се надеваме дека ќе учествуваме уште на 3 сајми, сајмот во Римини, сајмот во Полска и во Лондон, бидејќи ни се многу значајни пазари за 2023 година, а се надеваме дека 2023 година уште повеќе ќе планираме со новата стратегија за туризам, која што заеднички со туристичкиот сектор, Министерството за економија и ние ќе испорачаме. По нејзе ќе можеме да ги знаеме точните чекови, но исто така да биде доволно флексибилна, бидејќи ние живееме новата реалност во туризмот и воопшто во нашите животи. Таа е диаметрално различна од претходно. Поедноставен процес за барање и добивање виза за патување во ЕУ за патниците странски државјани предложи Европската комисија на крајот на април. Предлогот опфаќа дигитализација на постапките за издавање на Шенген визи, замена на визите на лепници и воведување на можност за поднесување на барање за виза преку интернет по пат на Европска интернет платформа за визи. Предлогот е во согласност и со општиот пристап на Европската Унија за поттикнување модернизација и дигитализација на јавните услуги. Според Илва Јохансон, комесар за внатрешни работи на ЕУ, модерните постапки за издавање визи се клучни за олеснување на бизнис и туристичките патувања во ЕУ. Јохансон истакнува и дека крајно време е ЕУ да обезбеди брза и безбедна платформа за поднесување на барање за виза преку интернет за државјаните на 102 трети земји на кои за патување во ЕУ им е потребна виза за краткотраен престој. Во предлогот на Европската комисија утврдена е цел за потполна дигитализација на постапките за издавање на визи до 2025 година. Иницијативата на Европската Унија Discover EU или Откри ја EU во април спроведе уште една постапка за доделување на 35.000 бесплатни билети за патување, претежно со воз, на 18 годишници жители на земји дел од програмата Erasmus+. Откри ја EU им дава можност на младите кои ќе бидат избрани да ги истражат различностите на Европа, да научат за културното наследство и историја и поврзат со луѓето од целиот континент, односно да патуваат низ Европа до 30 дена во периодот јули 2022 до јуни 2023 година.
Покрај ова, младите добиваат и картичка за попусти која ќе им овозможи пристап до 40.000 можности за попусти на услуги во јавниот транспорт, културата, сместување, храна, спорт и други услуги, достапни во земјите дел од иницијативата. Инаку за октомври годинава се планира и втора постапка за доделување на уште 35.000 бесплатни билети за патување низ Европа на 18 годишници, со што ќе се заокружи процесот на доделување на 70.000 билети планирани за 2022 година. 1,8 милиарди ноќевања биле остварени во 2021 година во туристичко-сместувачките капацитети во земјите членки на ЕУ, покажуваат последните податоци на Евростат. Регистриран е раст на бројот на ноќевања од 27% споредено со 2020 година, а во однос на предпандемиската 2019, бројот на ноќевања е помал за 37%. Бројот на ноќевања во туристичко-сместувачките капацитети во 2021 година, споредено со 2020, е зголемен во најголем број на земји членки на ЕУ. Најголем раст на бројот на ноќевања е регистриран во Грција, Шпанија и Хрватска, и тоа од над 70%, а пак во Латвија, Словачка и Австрија забележано е намалување од 16 до 18%. Во 2021 година, туризмот беше помеѓу секторите кои почнаа да заздравуваат од пандемијата со COVID-19, како резултат на олеснувањето или укинувањето на ограничувањата поврзани со неа, како на пример ограничувања за патување, но и други мерки на претпазливост преземени како одговор на пандемијата. Со цел препознавање на извонредните достигнувања на европските градови како туристички дестинации во делот на одржливост, пристапност, дигитализација, како и културно наследство и креативност, Европската комисија од 2018 година ја спроведува иницијативата Европска престолнина на паметен туризам. Паметниот туризам одговара на новите предизвици и барања во секторот кој брзо се менува и вклучува искористување на дигиталните алатки, производи и услуги, като еднакви можности и пристап за сите посетители, одржлив развој на локалните места и поддршка на креативната индустрија, локалните таленти и наследство. Иницијативата Европска престолнина на паметен туризам има за цел да ја промовира богатата туристичка понуда на европските земји и да го зголеми чувството на граѓаните за споделување локални вредности поврзани со туризмот, да го зајакне создавањето туризам и иновативен развој на туризмот во градовите, нивната околина и нивните соседни региони, како и да ја зголеми атрактивноста на европските градови, на кои им е доделена титулата и го зајакнуваат економскиот раст и отворањето работни места. Со иницијативата се воспоставува и рамка за размена на најдобри практики меѓу градовите и се создаваат можности за соработка и нови партнерства. Потоа се информира за одржливите и извонредните туристички практики, а се поттикнува и одржлив социоекономски развој на туристичките дестинации низ Европа. Инаку туризмот е трета најголема социоекономска активност во Европската Унија и представува околу 10% од бруто домашниот производ на ЕУ. Секторот игра клучна улога во создавањето раст и работни места, но се уште има неискористен потенцијал, особено во делот на паметен туризам. Следната недела отвораме повторно една многу важна тема за нашата редакција – образование. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.